Dobro večer, dragi prijatelji. Odavno se ne druženo preko video analiza, preko kodena. No, se dvome da li da napravimo ovu analiza, da ne rasipam rabota na neko od ovih 20 ortaci. Zato, da bi bile pojasnoće, ovdje sam mnogo raboti, pa da od analitička gledam preko, bi reći, ja sam obrazovan analitičar. To je pomozi gospodinski sud za nas. Не свеќе тоа oko фаба, но смешни са ми сите анализи и повеќе медови кои дават изјави од фронтот во Украина, во Израел, што се случува. Аз би сакал од моја аналитичка гледна точка, дали сум во право, времето ќе покаже, да ви објаснам. Значи, насловот на видеото кој што видел се, пишува Зеленски му асистира на Путин. Одборува дека лидерот, или поточно кажано веде председателот на Украина, Володимир Зеленски, е на две случања, кои не може да ги напусти, а тие случаи две случања ќе уништи две држави, тоа е Израел и Украина. Зашто го велам ова? Володимир Зеленски многу пати укажа на моите анализи, дека со помош на руските гласови, барем на руси кои живеат во Украина, особено во источната Украина, од Донбас, Донецк, Луганsk, Одеса, тоа е се мнозинско руско население, дојде за преседател. Значи, кој дојде кажа дека ќе подобро односите со Русија. Но, која му беше првата реченица кој дојде за преседател? Од Украина ќе правиме голем Израел. Јасно укажа која задача му беше дадена од Западот на Русија и на Путин, да бидат подготвени, они беа подготвени. И не случайно почна да видите 2022. Ево уште тогаш кажав првиот ден кога влегува Русија во Украина, они нарекуваат специјална војна операција, Западот агресија, за момента воен конфликт. Главна цел беше на Владимир Путин едно, да се заштити руското горно население, втора работа, да се вратат историските градови и области на Русија и трето, да се клекне Западот и да се удри голема шоканица на еврејското лоби. Дека оваа реченица на Володимир Зеленски која почна војниот конфликт во Украина, првата мене како аналитичар беше сосема доволна. Од Украина ќе правиме голем Израел. Зашто го велам ова? Оно што аналитичар прво треба да поматра добро историјата. Ова е трета грешка на Западот, кој ќе ги чини премногу скапо, кој ќе го однесе во жив песок, некој од нив повеќе нема да постане. Зашто го велам ова? Значи, еврејското лоби, Рошо и Рокеле, го финансира Наполеон Бонапарта, кој исто така преку Украина тргна кон властарска Русија. Хитлер исто позадени во свој инвестиционо, исто преку Украина тргна кон Русија, нешто веќе се беше, и сега истата грешка ја прават по трет пат. Тоа е за мене малку нелогична работа, исто прават преку Украина. Ово Путин го знаеше, инаку Владимир Путин ви кажав, имам го добро простудирано, имаме го на карта, и многу пати до сега, ако внимателно ме гледате и слушате, укажам дека Владимир Путин во светот ќе владе на финансиско поле. Тие мои тврдења, уште пред 15-20 години, или към до 2000 председател, до сега се потврдија најмалку 20 пати. Зошто го велам ова? Кога дојде за председател на Руската федерација, прво што направи, го врати долго кон Парискиот клуб, кон ММФ, и го почнаа санкциите да му воведуваат,
Цялата се соси кон војната индустрија, онака беа го прашање универзумот или космосот, го викаат некои, кон нови оружја, значи Русија секогаш била еден чекор представ во тоа поле, бидејќи уште за време на СССР, мислам, нема да изборувам со аргументи, само Русија имаше вселенска станица која се викаше Мир, но бидејќи им беше скапа за одржување, оние ја срушија и ја направија светската меѓународна станица, каде се патува со руски ракети. А во секоја смена, мислам, на меѓународната станица има по еден руски научник. Сад доскоро, не знам дали уште, купува руски ракетни мотори. И нормално ураниум. Иначе руска компанија тамо и го експлоатираше и го доведуваше до степен за да може да се користи, имаат најдобра техника на збогатување на ураниум, зборувам за нуклеарните централи. И уште увезуваат, и што направи Путин понатаму? Он беше подготвен и ден денеска е да ги врати историските територии. А за да ги врати историските територии му треба луѓе внатре. Инаку Мајданов, многу пати кажа во моите анализи, ако внимателно следете, го режираше Западот или нула или еврејското лоби, баром за 2014, но сцената ја поставија Владимир Путин и Ангела Меркел. За да се Мајданот биде успешен, они тогаш мора да најдат познат и украинци, за да се крене украински народ. Тога најдока е браќата Кличко, мислам дека Владимир Кличко, му беше чак и ветено председателско место, но доби само градоначалничко место. Значи, од тогаш и Русија се интензивно подготвуваше. Дојдела до хиперсонични или надвојното оружје, прво го испробаа во Сирија калибарот, значи од 1500 км од Касписко море, ги гаѓа во Сирија исламската држава и така натаму. Потоа дојде Кинжар и торпеда Поседон, се сработил го проби прават на него и така натаму. И првиот човек што беше на Путин, тоа беше Порошенко. А Порошенко има фабрики во Русија, да не се да лажувате, и он мораше, бидејќи Западот го постави, од време на време да гаѓа во Лугански дома. На домот, Лугански Донецк. Но не беше ништо сериозно. За да започне сето сериозно, на Путин му требаше нов човек, а новиот човек го најде во Володимир Зеленски, кој е евреин по потекло, од Криви Рог. Неговите семејство, мислам, жена му и децата са во Велика Британија, додека родителите се во Израел. Интересно што неговото обезбедување е делумно украинско, но главното обезбедување му доаѓа од Велика Британија од МИ-6. Значи, која угата беше на Зеленски? Угата на Зеленски беше да ги испразни магазините на НАТО и на Западот. У тоа доста успеа, па чак и ние ги дадовме нашите Сухои и тенкови. Значи, се што можеше да се зима и се уште тоа му е целта, и затоа сега бара и далекометни ракети кои длабоко во Русија да гаѓа. А зашто ги бара? Причината е за да може Путин да има причина да возврати на Западот ово што му го направија. Инаку кој спомнал дека економски ќе владе, значи што прави прво Путин повраќање? Ја формира Шангхајската група, Евроазијската унија и последно БРИКС. Во моментот, основачи кој БРИКС Русија, Кина, Индија, Египет, не знам дали беше, не дали се збор, но покасно се придружија Саудитска Арабија и Емирати, што значи дека производството на нафта во
Вратите на БРИКС. БРИКС представува 54 од населението и од пазарот, а додека Европската унија и Западот само 15%. Парчуен. Еве сега Кристијан најавува да сака да стане активен член на БРИКС, што значи автоматски распад на НАТО. Чекор кон распаѓање на НАТО. А не само тоа, во моментот 35 земји ќе учествуваат на самитот на БРИКС во Русија, кои бараат активно вклучување во тој сојуз. И која беше улогата во асистенција, да се вратам, на Володимир Зеленски, беше улогата борбата против својот народ. Не мислам на украинците, а тоа се евреите. Против еврејското лоби. Еврејското лоби му даваше пари и се уште дава. И со започнување на конфликтот, од друга страна Путин беше подготвен, затоа Иран и досега седи мирен, не е уште време, да се предвикат во Израел. Сваканица да се даде. Тоа го направија преку Хамас и Хезбук, а интересна работа, Хамас е дете на Израел, но на време се префрлија, а умеѓу време Иран и Русија и Руската федерација склучаа стратешки договор, значи ако е нападнат Иран, нападната е Русија, и исто го направија со Северна Кореја. Некој вели Иран дека нема, ја тврдам дека има нуклеарно оружје веќе сега, но нивните одмази не се толку. Они од 7 октомври минатата година, со Хамас кој ги нападна, кога го срушија тој железен штит што го има, тоа го правеше Америка, и покажа дека се немоки да се обран одеднаш тоа што кој го преучила, мислам. Се пуштија. Еве октомври за некој ден, значи една година се води таму војна. А пред тоа Израел водел по една недела, 10 дена те три војни. Значи, ја ги човечки, ја немам ништо против еден народ, израелците кои или евреите кои цел свет ги жалеше поред Холокаустот, се они прават најголем геноцид, токму во Газа направија. И почнаа сите да ги осудуваат. Прва работа. Зеленски отиде, Путин го испрати во Америка да бара дозвола да гаѓа подлабоко во Русија. Американците не му дозволија, одма се откажа и германците. Само Велика Британија настојуваше, а инаку само да ви кажам дека Медведев, Димитар Медведев, кој е подписател на Советот на безбедноста на Русија, инаку се Русија. А тоа значи кој да биде подписател на државата, бидејќи он ги знае и шифрите на нуклеарните построења, они се ротираа со Владимир Путин на председателското и премиерското место. Од тие причини, ја укажав на многу вида, но не ме слушаа, ни евреите не беа, веднаш да нагазат соката, Нетањаху и не знам кој беше друг, ги изјавува уште тогаш, дека ние имаме најголема колонија на светот, тоа е САД. А се САД са сега изборите, а и САД сака да се ослободат од еврејското лоби. Бидејќи оно владе таму. Значи, Володимир Зеленски автоматски, точно дека го уништува Украина, му помага на Путин да се врати историските територии, да разбереме, Русија или царска Русија не започнала да се гради во Москва, него од Киев, и затоа многу руси Киев го смета за татко на руските градови. Крим секојаш бил руски, околу 700, и посвети неколку војни за Крим, а Крим Никита Хрушчов го подарил 55 или 56, не ми да рече за збор. Значи, престои уништува Украина, нема да постои кој држава Израел. Ја Израел ги предупреди и еврејскиот народ многу пати. Еве, полека почнуваат да се гради сојуз кај што ќе се направи голем мусулмански џихад против евреите. И бидат прогонувани кој никогаш. Зошто? Полека се приклучуваат кон Иран и Саудска Арабија, која беше неутрална,
Ердоган се закани дека ќе влезе во Израел, така да, а Израел сака да започне војна со Иран, тоа му главна цел. Тоа ќе биде и да последно што ќе го направат. Само на тоа се чека. И сега ту се избори во Америка. И овој вакуум сега што е октомври, ноември, ќе се искористи и нормално септември. Русија да си ги остави сите цели. Иначе Курската област, што е главниот проблем што е нападната Русија, тоа е за мен малку смешно, беше во договор со Зеленски и со Сирски. Валерий Залужи, кој беше пред тоа, му правеше проблеми на Путин, бидејќи беше со добар генерал и да се ослободи му нареди на Зеленски да се ослободи од Залужи, и овој го ослободи должноста и го замени со Александар Сирски, кој е инаку роден во Русија, тамо са татко му, брат му, мајка му, родителите. Затоа многу украинци го сметат Сирски за предавник. А што се однесува за Лужи, они го пратија во Велика Британија да го контролира Ми-6 и случајно да не направи побуна кај војската да го трне Зеленски. Значи не е ништо случајно. И сега кој ќе каже некој дека е предавник Зеленски на Украина, има повеќе предавник на евреите на собствениот народ, па после на украинците. Затоа велам мој асистент на Владимир Путин, кој е страшно интелигентен човек, кој владе советот економски, ти треба да си дебело ретардиран и дегенерик, за да ја нападнеш Русија. Прво, тоа е огромна земја, не може кој да ја освои, што некој не му успело. Второ, она поседува 2/3 од природните светски ресурси. Кај ураниум и скапоцени метали. Така да, ова е многу непромислен потек и на Западот, особено на еврејското лоби. Путин реши сега да ја наплати и за Наполеон и за Хитар. Драги пратели, посакувал сум, толку до сега. Кој има желба да ги следи моите анализи, треба да притисне на копчето subscribe или препотпиши се, и ако се допаѓа анализата, сега лайк. Но тоа не е нормално, тоа е ваша желба и на време превики добивате моите анализи. Поздрав, убав сум и создател напред.